Благодарам, председателен, почитуван заменик министер, почитувани колеги, почитувани земјоделци. Дополнително предвидуваме формирање на интервентен фонд во износ од 6 милиони евра, кој што ќе се искористи во случај на елементарни природни непогоди, но и во случај кога продажната цена е пониска од цената на производство на земјоделските производи. Значи, го слушаме гласот на висока представничка на Социјалдемократскиот сојуз, кој што на изборите 2016 година ветува интервентен фонд за земјоделците. Како што кажа и мојот претходно колегата Љупчо Димовски, навистина е дегутантно веќе по 8 пат да поднесуваме ист амандман за интервентен фонд во земјоделието и истиот да ни се одбива со некакви си образложенија дека се даваат повеќе финансиски средства по однос на субвенциите. Имам разбирање за заменикот министер, затоа што така му кажале од влада, тој не неговата професија е сосема поинаква, не мора да го разбира конкретно целосно земјоделието, но ова е уште еден доказ дека оваа влада на сите избори од 2016 до сега, а и сега овие кои што следат, работи континуирано со изборни измами. Јас ги нарекувам изборни измами. Што е ова ако не изборна измама? Им ветувате на земјоделците, таргетирана категорија, и им велите дека ќе имаме интервентен фонд. Што значи интервентен фонд? Интервентен фонд значи дека владата ќе одвои одредена сума на пари која што може и да не се употреби, затоа што ако нема некакви суша, град, елементарни непогоди, и доколку нема дисбаланс помеѓу цените на земјоделските производи, истите суми може и да останат. Но, за жал, ова ветување е давано на земјоделците како некоја новина. Истата таа новина, еве и ние ја прифативме и уште од 2016 година, еве сега сме 2021 година, такво нешто нема. Сум поставувала и пратенички прашања што е конкретно во крајот од каде што доаѓам, кога фати голема елементарна непогода, што е со финансиските средства и дали тие земјоделци ќе бидат обештетени? Одговорот од првиот на владата на измами беше дека такви финансиски средства нема и повторно, за да има што да се каже, се говори за зголемување на субвенциите. Јас сакам тука да повторно, ова се повторуваат секако нашите дискусии, затоа што тоа е тоа. Доаѓам од крај кај што има претежно житарица, над 10.000 хектари житарица, над 1000 земјоделци кои што од тие 10.000 хектари 10.000 хектари обработливо земјоделско земјиште, над 90% се житарица. И сега слушаме дека житарицата ќе се откупува за 8,5 денари. Па кажете ми, ако знаеме дека цената производна е 12 денари, која е тука, кој е ќарот на земјоделецот? И зошто работи? Зошто ако се фаќате, одите по трибини и одите и лажете, зошто не застанете таму на нивата кај земјоделецот и да му кажете не ја работи? Секако ќе ти ја земеме земјата, сега наредно законот е тоа, не ја работи. 8,5 денари. Овој амандман е токму за тоа. Кога имаме дисбаланс, овие пари кои што вие сте ги ветиле, ние само сме прифатиле дека тоа е добра идеја и велиме и ве подсетуваме веќе 8 пати и велиме колеги, министри, влада, ве подсетуваме што сте кажале,
Дајте го тој интервентен фонд за земјоделците. Јас говорам само за мојот крај, но колегите зборува и за тутунопроизводителите кои што ги има исто така во мојот крај и кои што се жалат дека не ги добиле субвенциите. Грозјето исто така. Па видете, воопшто не држи објаснувањето дека е зголемена сумата за субвенции за 50 милиони евра, а вие им должите на земјоделците 110 милиони евра. Ајде сега каде е математиката? Значи, повторно ќе должите и да ги исплатите овие, ова се само на хартија пари. Хартија трпи се. Како и кампања што трпи се од 2016. Почитувани земјоделци, ќе имаме интервентен фонд доколку има елементарни непогоди и доколку има дисбаланс на цените на производството. Тоа не се мои зборови, тоа се ваши зборови. Тоа сте ветувале за време на кампања. И кога сте го правеле буџетот, тој што го ветувал ова, а тоа е вице-премиерката Радмила Шекеринска, требало да и текне што ветувала. Ама од толку многу лаги, па веќе не видни текнува што сте ветували. Кажете им, особено во мојот крај, Овчеполието, на земјоделците, кои што претежно, кажав, се занимаваат со житарица и тутун, одете по нивите сега и кажете им, нема пари за ова што ние, односно вие сте им го ветиле. Морам кон вас, затоа што вие сте представник на владата, министерот го нема веќе 10 дена воопшто, па со тоа пак односот на владата кон пратениците е повеќе од јасен. Можеме само да го видиме на интервјуа. Секоја чест за вас, заменик министер, но еве еден апел до вас да размислите и да го прифатите овој амандман, затоа што пак ќе кажам, ова е ваше ветување кон наизмачената група, целна група на луѓе во Република Македонија. Тие фабрики под небо, кои што ги работат, можат да доживеат денеска катастрофа. Да удри град, суша, како што има, нели елементарни непогоди, и сите тие да останат без род. И покрај корона пандемијата, и ова ако се случи, а се случува, тоа се финансиски средства кои што требало како сериозна влада која што размислува за се што ветила, да го стави и да го имплементира во буџетот или во ребаланс. И затоа навистина и јас, како и моите претходни дискутанти колеги, навистина сме разочарани што 8 пати поред поднесуваме едно вакво амандманско решение, а од ваша страна, за жал, нема слух. Јас можам од тука само да апелирам до колегите пратеници да размислат и да го усвојат овој амандман, бидејќи навистина се работи за една голема категорија на граѓани кои што итекако овие финансиски средства ќе им бидат потребни. Благодарам.